Κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα υπάρχει εντύπωση ότι οι αρχές των Σκοπίων πέρασαν σε ελληνικό έδαφος. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε? Македонските институции го презедоа сето она што требаше да биде презедено од грчките институции за да се спречи обид за масовно навлегување на мигранти на наша територија. Така што ја повикуваме Европската унија да ја помогне на Грција да го испразни кампот во Идомени, од каде доаѓаат во последно време сите илегални обиди за поминување на наша територија долж коридорот кој е затворен со одлука на Брисел. Така што се додека постои таа одлука, ние ќе ја почитуваме и нема да дозволуваме илегален премин на наша територија. Не доликува на земја членка на Европската унија и НАТО, земја која учествувала во носење на ова одлука за затварање на коридорот, да не ја почитува таа одлука и да дозволува да се загрозува територијата на нејзина соседна држава од илегално минување на мигранти. Υπήρξε συνεννόηση της αστυνομίας των Σκοπίων με τις ελληνικές αρχές? Воопшто не постоеше никаква координација, нити пак информирање за сето она што се случуваше во кампот Идомени. Доколку ги имавме информациите, можеше да се превенира и да се преземат активности да не дојде до овој инцидент. Слична е состојбата и со другите институции кои не ги разменуваат информации кои се неопходни за да се спроведе одлуката која е донесена во Брисел на Европскиот совет за затварање на Балканскиот коридор. Σας ανησυχεί ότι λόγω της βίαιης κατάστασης στα σύνορα μπορεί έστω από ατύχημα να έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη? Ние веќе имавме несреќен случај на 14 март, кога имаше исто така ваков обид за масовно влегување на илегалната миграција на наша територија. Тогаш, да ве подсетам, имаше 3 жртви кои се удавија во реката од надојдените дождови, но од прогласувањето на кризната состојба до денес имаме ние стотина повредени припадници на безбедностите сили од инциденти кои се случуваат од грчка територија на наша територија. Но исто така имаме и оштетување на средствата и опремата на нашите безбедности сили, но и оштетување на имотот на граѓаните и на државата досега. Ποια ήταν η απάντηση που έδωσαν τα Σκόπια στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών? Грчкото Министерство за надворешни работи наместо да праќа демарши, требаше да не извести за сето она што се случува со денови во кампот Идомени од страна на така наречени волонтери, лица кои го организираа се во ова и делеа летоци на арапски јазик и вршеа подготовка за насилно влегување на наша територија. Нашето Министерство за надворешни работи ги извести сите земји долж Балканската рута и членките на Европската унија за сето она што се случуваше за време на инцидентот, затоа што се е снимено и се е документирано. Но освен тоа, припадниците на полицијата на земји членки на Европската унија кои ги помагаат на нашата полиција ги известија своите земји за сите детали од овој инцидент. Θεωρείτε ότι το προσφυγικό προκάλεσε περισσότερα προβλήματα ή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για εσάς προκειμένου να διαπραγματεύετε καλύτερα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ? Бегалската криза беше можност односите меѓу Македонија и Грција да бидат на многу повисоко ниво, бидејќи се справуваме со предизвик кој не засега и двете држави. Но таа можност од грчка страна беше испуштена, иако се уште постои време. Така наречените мерки за градење доверба се градат на конкретни активности и настани, а не само на бирократски мерки и активности кои се најавуваат. Така што она што се однесува за нашето членство во НАТО и Европска унија, можам да кажам дека Македонија се што беше потребно за да биде членка на НАТО го исполни 2008 година, кога Грција не блокира. А се што беше потребно за да ги почнеме преговорите со Европска унија, ние го постигнавме уште 2009 година, кога го добивме првиот позитивен извештај и препораката да ги почнеме преговорите. Така што се што се однесува за Македонија и обврските што ги требало да ги исполни Македонија го има направено. Сега е на потек НАТО и Европската унија и да ги исполнат обврските кои ги имаат кон Македонија.